Јас сум чевлар, некоја што беше добар занает. Се вадеше парче леп. Занаетот го наследив од татко ми, кој имаше дуќан во чаршијата и важеше за добар мајстор. Пред да си замине од овој свет, веќе тешко болен, со снеможен глас ми рече да му направам жолти чевли од неубавата кожа што ја имавме во дуќанот. Како ќе одам таму со стари чевли, а чевлар, да ми ме вратат, синко. Се насмеја и ги затвори очите за секогаш. Му ја исполнив желбата. Замина со нови чевли. Не можев да го прашам дали може би го стегаат. Тоа беа последните чевли што ги направија. Времењата се сменија. Сега никој не порачува чевли кај чевлар. Сите купуваат фабрички. Најчесто турски или кинески. Ги крпам како што го крпам и животот. Крпен живот, што би рекол Стале Попов. Го напуштив дуќанот, сега работам во подрумот од мојата куќа, кој гледа на главната улица. По цел ден, од утро па до самрак, низ прозорецот гледам човечки нозе. Да бидам докрај искрен, ги наблюдувам чевлите на тие нозе. А чевлите кажуваат многу за нивните стопани. Ти се огледала на нивните табиети, на нивното богатство или сиромаштија. Преку чевлите што ги носат, можам да дзирнам во нивните души. Пензионираниот Ставре, поранешен полицаец, се ги носи истите службени чевли. Го подсетуваат на минатото, кога бил важен во градот. Оди полека, одмерено и праволивиски. Тие чевли не знаат за наназад. Секогаш напред. Чевли секакви. По боја, по форма, по трајност, по содржина. Според материјалот ефтини или скапи. Секој ден се точкаат пред мојот прозорец. Сите некаде брзаат. Едни, удирајќи се меѓусебно, си паткаат по патот, но сите ги луѓето некаде, ама враќајќи ги на крајот од денот на истите почетни места. Еден учител ми кажа дека името чевли доаѓало од некој старословенски збор, како што им рече тој, чревие, што значило црева, бидејќи нашите некогашни предци навирале на своите нозе црева од животни, за да се заштитат од студ и повреди. Од каде тргнале и до каде стасале чевлите. Историјата на чевлите, ако има таква, е всушност историја на човекот.